Белгиецот Лукаку и официјално стана нов фудбалер на Евертон. Популарните карамели за него издвоија рекордни 28 милиони фунти. Белгискиот голгетер потпиша 5-годишен договор со клубот од Гудисон Парк. Евертон ја оствари својата главна желба во преодниот рок. Лукаку е голем талент и ова е огромен момент во историјата на клубот. Сите сме возбудени што успеавме да го вратиме на Гудисон Парк, изјави тренерот Мартинес. Имав доста понуди, но се решив за Евертон затоа што тука одлично се снајдов и ја имам довербата од целиот клуб и навивачите. Тука може да станам уште подобар фудбалер, изјави Лукаку кој ќе го носи дресот со бројот 10. Во минатата сезона како поземен играч од Челси одигра 33 меча и постигна 16 гола за Евертон. Уште еден белгиец ја промени средината. Марион Фелаини постигнал договор со Наполи и во наредните денови трансферот ќе биде официализиран. Фелаини по желба на Мојс пристигна на Олд Трафорд за сума од 27 милиони фунти, но не успе да се наметне во Юнайтед. Новиот менаџер Луи ван Гал на неговата позиција има други планови во кои белгиецот не се вклопува, па веднаш му ја отвори излезната врата. Ситуацијата ја искористи Наполи кој бара квалитетно засилување во средниот ред, а Бенитес во Фелаини гледа идеално засилување. Наполи веќе се договориле со менаџерот на Фелаини кој дал согласно за трансферот, а двата клуба се блиску до договор за трансфер од 19 милиони евра. Шпанецот Рафаел Надал поради својата повреда на зглобот на раката најверојатно ќе ги пропушти мастерс турнирите во Синсинати и Торонто каде што ја брани титулата. Под знак прашалник е и неговиот настап на последниот тениски Гренслем турнир US Open. На тренингот ја повреди раката и во консултации со својот стручен лекарски тим ќе паузира 2 до 3 недели. Гренслем турнирот US Open започнува на 25 август во Њујорк. Со ова му се отвара врата на Новак Џоковиќ уште повеќе да ја зголеми бодовната разлика на ATP ранглистата. Канаѓанецот Стив Неш ќе игра својата последна сезона во неговата играчка кариера во NBA лигата. И понатаму сакам да играм кошарка, сакам да тренирам и да работам на својата игра. 40 годишниот Неш кариерата ја започна во Феникс Санс во 96 година како 15-ти пик на драфтот, а 2 пати беше прогласен за MVP во NBA лигата како член на Далас Маверикс. Кошаркарот на Лейкерс престојната сезона би требало да заработи нешто помалку од $10 милиони.